Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став на Телевизија Плюс. Вечерва имам чест да разговарам со пратеникот и председателот на Општинската организација на СДСМ во Куманово, Мартин Костовски. Добро вечер, благодарам што е и покрај напорната агенда и вчерашниот ден сепак одвоивте време за денешната емисија во нашето Добро вечер, благодарам за вашата покана. Многу ми е мило што имаме можност свежите информации од она што се случи вчера во собранието да го продискутираме пред Кумановскиот аудиториум, да поразговараме за актуелните теми пред кумановската јавност, се со цел некои работи да се разјаснат, да допреме со вистинските факти и податоци. Да. Најактуелна тема, како што рековме, се слушувањата во собранието. Вчера до доцна синоќа заглавивте во парламентот. Опозицијата, иако најавуваше, сепак не успеа да обезбеди кворум за гласање за доверба на владата. Обвинија дури за киднапирање на пратеник на БЕС. Што би прокоментирале? Па видите вака, не знам, мислам дека седми пат како меор од сапуница пукна лагата на Христијан Мицковски и генерално целата опозиција дека имаат некакво парламентарно мнозинство, дека се на чекор да формираат нов владин состав. Јавноста тоа вчера се увери, виде. Ние бевме присутни таму, нормално тие како иницијатори на покренување на гласање на недовербана влада има обврска да обезбедат 61 пратеник во собранието и на 52-та седница едноставно да го валоризираат тоа што го зборуваат и што ја замајува јавноста неколку дена. Бевме сведоци на непринципиални коалиции, бевме сведоци на нешто неприродно, каде што партиите кои што се залагаат буквално за анти-ЕУ, анти-НАТО, поништување на Преспанскиот договор, непочитување на договорот за добрососедство и пријателство со Република Бугарија, признавањето на Косово и така натаму, едноставно нешто што е неприродно, осудено е пред време на пропаст, односно не може да продолжи и да функционира онака како што треба. Ги видовме луѓево на маса, минатиот петок мислам дека беше фамозно, бомбастично се најавуваше ново парламентарно мнозинство. Јас со тоа прилика сакам да се благодарам за совесноста, за одлучноста и за храброста на Кастриот Речепи, пратеникот од БЕС-а, кој што многу пати вчера имавме можност да прочитаме по порталите дека неговото срце и ум лежат во Вашингтон и во Брисел. Едноставно човекот е европеец по убедување и по своите ставови, направи сериозен чекор, успеа да помогне на парламентарното мнозинство предводено од СДСМ и ДУИ останатите коалициони партии да продолжиме на сигурно чекорење на евроатлантскиот пат, која што граѓаните, а всушност и целата меѓународна заедница е сведок дека и тоа како храбро чекориме по тој пат. Можеме ли да очекуваме стабилно парламентарно мнозинство во идниот период со оглед на тоа дека соодносот сега е некаде 60-60? Апсолутно, значи од понеделник, од почетокот на следната недела, мислам дека парламентарното мнозинство ќе расте. Мислам дека бројката може да дојде до 64-65, меѓутоа да почекаме, како вели премиерот пополекичка, да видиме да се поразговара со сите слободоумни пратеници кои што едноставно сакаат оваа држава да успее во долговечниот сон на членство во Европската унија. Нашата главна стратешка цел 91 па навака од својата независност прва и основна беше влез во НАТО. Таа задача ја исполнивме, ја завршивме, на чекор сме на 14 декември да отпочнеме со преговорите со Европската унија, со што ќе го закружиме тој процес на еден долг пат кој што го одиме како нација, како држава скоро 30 години. Она само не кажав пред малку небулозите, јас бев навистина зачуден како може одговорни лидери на партијата да истапуваат во јавноста со така небулозни изјави дека некој пратеник е киднапиран, дека му е вперено оружје во главата за да дава такви изјави. Денеска пред да дојдам во вашето студио, успеав да прочитам на порталите дека пратеникот Кастриот Речепи во понеделник ќе даде убаво објаснување пред јавноста, пред медиумите, пред целата македонска јавност, се со цел да види од каде биле тие закани, од каде биле тие претњи и едноставно да се расчисти целата таа фама. Јас знам дека во ситуација на како да го кажеме тоа, нивната безидејност и нивната поразеност, тие ќе измислуваат се и сешто. Тоа е впрочем и некој ментален код на функционирањето на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој што де факто и де јуре е политички лузер.
едноставно не успе и по седми пат да ја сруши владата предводена од СДСМ. Вчера видовме, не знам како да кажам, а да не бидам погрешно сватен пред моите кумановци, човекот во таква една шахмат позиција на политичката сцена во нашата држава пушта слики на Facebook каде имал хируршки интервенции за вадење на бемки. Тука ќе видите нивната несериозност и циркузанство во делот на практицирање на одговорните позиции како носители на лидерската позиција во опозицијата. По поразот на локалните избори во повеќето општини, премиерот и лидерот на вашата партија Зоран Заев најави дека ќе се повлече од функцијата. Одлуката ја променета по состанок на Централниот и извршниот одбор на партијата. Оставката всушност е одложена на неопределено време, се додека не се реши состојбата во државата, како што истакнато е. По тоа позиција, за жал, можам да констатирам дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери изгуби на локалните избори. При тоа мора да потенцирам дека изборите беа фер, демократски, отворени за јавноста без ниту едни недостатоци или аномалии пријавени од страна на опозицијата, каде што не бевме сведоци минатите децении, да кажеме. Едноставно сигналот е пратен од страна на јавноста. За жал СДСМ имала таква карма или таква не била писанката што викаат старите да практицираме власт во еден тежок временски период. Еве 20 месеци се бориме во пандемија, во коронавирус, каде што не само во наша држава, туку напротив во целиот свет имаме сериозни поместувања од некои нормални текови на живење и процеси на функционирање на сите држави, меѓутоа правиме вансеријски напори за да може ситуацијата достоинствено да се иструка и да го видиме крајот на самата корона. Нормално дека следат анализи, дека следат сериозни размислувања каде погрешивме, што погрешивме како Социјалдемократскиот сојуз и најбитно од се дека храбрата одлука, државничката одлука на Зоран Заев одекна многу посилно од победата на ВМРО ДПМН и опозицијата на локалните избори. Едноставно меѓународната сцена се здрма, бидејќи таков човек како Зоран Заев, верувате дека се раѓа еднаш во 100 години. Човек кој што со неговата храброст, визионерство, одлучност и мудрост ги реши сите отворени прашања на државата и го трасира курсот на движењето на Македонија во еден сигурен и мирен правец. Нивната малициозност и лукративноста само за власт и за пусти пари на Апасиев, Мицковски и останатите политички партии од албанскиот политички блок се манифестираше со тоа дека не почекани 2-3 дена веднаш да манифестираат пат на влада, локални избори се едно, централна власт е друго, бидејќи председателот Заев и премиер изјави дека да СДСМ ќе остане на европскиот и проатлантскиот курс, дека ќе се именува нов премиер, меѓутоа нивната лукративност и желба за власт повтор пат ке повторам се манифестираше многу брзо. Алармот беше вклучен во партијата и кај сите наши пријатели во светот, во Европа. Имаше бројни комуникации со председателот Заев од страна на амбасадорите во државата, од страна на европските и светските лидери дека едноставно Македонија треба да остане на патот по кој што чекори веќе 4 години. Тука е и ставот на нашите коалициони партнери дека гласно и јасно застана позади тоа дека Зоран Заев треба да остане премиер и председател на СДСМ и тоа го на некој начин валоризиравме и го пресековме на последната седница на Централниот одбор во партијата, каде едногласно, мислам, сите препораки што му ги дадовме на председателот Заев да разговара со сите политички партии и го задолживме како председател на СДСМ, беа едногласно усвоени, поддржани од страна на сите членови на Централниот одбор. Тој Централен одбор беше во проширен состав, беа и председателите на општински организации, пратениците, министрите, сето она што значи ешалон на некаква поставеност на функционери на СДСМ. Ке се навратам повторно на состанокот. Само кратко, вие покренавте кога сме веќе кај оставката, покренавте иницијатива за собирање потписи овде во општинската организација во Куманово, ги повикавте и останатите општински организации да го следат овој пример. Како сте задоволни, како помина тоа кај членството? Значи вака, ја непосредно мислам ден или два по завршувањето на изборите на 31 октомври, чисто од морални причини, чисто како човек, како почитувач на политиките на Зоран Заев, сметав дека еве треба да направам некој чекор, јасно и гласно додекне во јавноста дека партијата, членството стои позади својот лидер, дека
Генерално, ако е направен кикс на локалните избори, а при тоа сум поборник дека треба да се анализира каде е погрешено и што е погрешено за да доживееме таков пораст на локалните избори, меѓутоа мислам и тврдам и ден денеска дека Зоран Заев не е главниот виновник за сето тоа, дека има многу други виновници и внатре во партијата и во креирањето на самите политики и едноставно не смееше и не беше дозволиво да се впере прст во Зоран Заев дека тој е виновник и ЦНФ и со морал, со чист образ дека треба да покренаме на таква иницијатива. Иницијативата едноставно одекна секаде во Македонија. Многу мои колеги пресатени на општински организации на СДСМ во останатите општини ја покрена истата иницијатива и тоа беше знак едноставно дека не смее да обстои на таа првична одлука што ја даде на 31 вечерта. Да. Опозицијата бара и предвремени парламентарни избори. Ќе бидат ли потребни подолг период на СДСМ да ја смени сликата кај јавноста? Па вака, во политичката наука нормално е основната улога и обврска на опозицијата е константно, перманентно да бара предвремени парламентарни избори, се со цел да ја бутне актуелната власт. Тоа сме го впрочем и ние правеле како опозиција и што е суштината ако не сакате да дојдете на власт и да покажете дека сте подобри од вашиот политички противник. Ние сме како партија цврсто убедени и уверени дека во моментот не се потребни брзи предвремени парламентарни избори и не од тоа дека може да изгубиме власта и дека ВМРО, ДПМН и останатата опозиција може да ја практицираат власта, туку напротив се наоѓаме во еден исклучително тежок период не само за Република Северна Македонија, туку и за сите останати и во регионот и во светот, бидејќи прво и основно повторно не знам кој поред брани, кој поред сој ни чука на вратата со коронавирусот, пандемијата уште еднаш го зема замавот, енергетската криза која што и текако дел или последица на таа енергетска криза, корона криза и едноставно најглавната работа акцентирањето на самитот кој што ќе биде на 14 декември за можноста за добивање датум за преговори, на почнување на тие преговори. Ние едноставно мислиме дека е прав момент заедно како партнери, како соседи со Република Бугарија, дека е созреана самата ситуација, дека е момент да го решиме тој спор наметнат нелогички, неприродно, меѓутоа како и да е, ние сме како социјалдемократи, луѓе кои што гледаат во иднината и кои што сакаат да ги берат плодовите од сето она што е сработено во минатиот период. Неопходни ли се промени во раководните функции во владата, во партијата можеби? Промената со единствена цел за подобрување на функционирањето на партијата е здрав процес и ништо не е вечно ни во партијата, ни во животот, ни во работата, ни во бизнисот. И едноставно добро е да има промени, добро е да има освежувања. Нормално тоа ќе биде тема во наредните месеци, како што ќе покажат анализите, дали има кадровски промашувања, дали има определени погрешни политики од страна на партијата, каде што еве на некој начин граѓаните, општеството не ги прифатиле како добри и нормално дека ќе има такви промени. Тоа го најави претседателот Заев и ние имаме безпрекорно поверење кај него дека може и смее да прави што е најдобро за партијата, се со единствена цел да се почитува статутот. Знаете дека го сменивме статутот, дека претседателот на партијата се бира на непосредни, внатрепартиски директни избори и мислам дека да ја пребродиме зимата со сите овие предизвици, дека ќе има освежување и во делот на партиските тела и органи. Оние кои што ја заслужиле позицијата, што оставиле добар впечаток и во јавноста и во очите на своите сопартици, нормално ќе останат. Онаму каде што треба да бидеме подобри, ќе се определат луѓе кои што треба да ги заземат тие позиции. Задоволни ли сте од проектите кои што ги реализираше владата предводена од СДСМ или можеше сепак уште повеќе? Значи секогаш може повеќе. Сега мора да бидеме искрени сами спрема себе, да бидеме чести во тоа што го зборуваме за да можат луѓето да ни веруваат. Знаете како, 2016 година на многу тежок начин СДСМ успеа да ја направи владата, да го направи мнозинството во собранието, па имавме 2017 локални избори, па имавме референдум, па имавме претседателски избори, па имавме во неколку општини предвремени локални избори, па имавме предвремени парламентарни избори, па сега редовни
локални избори, мислам дека 7 торнуса на изборни циклуси се своевидна кочница за непречено спроведување на определени политики, на определени решенија кои што сте ги донеле како власт. Во однос на неголемата општина, во однос на нашиот град, на моето, на вашето Куманово, сега дека можеше повеќе. Меѓутоа, она секвенца во самата реченица дека Куманово, државата му должи на Куманово, мислам дека во најголем дел се реализираше. Меѓутоа, можноста и ставот на премиерот Заев и на лидершипот на партијата дека овој град беше од 2006 до 2016 година ставен буквално на маргините на фокусот на посматрање на централната власт, сепак дека треба уште повеќе да се даде за Куманово. Ги зборуваме тие регионални патишта, ги зборуваме од почнувањето на Соколана, на спортската сала и така натаму и така натаму. Меѓутоа јас ценам и како пратеник ќе се борам во наредниот период, не само она што е буџетски средства определени проекти што треба да се завршат за општина Куманово, туку напротив ќе се борам и како човек и како кумановец и како социјалдемократ кој што е дел од парламентарното мнозинство да има повеќе инвестиции во градот Куманово, се со цел да кажеме дека и на економски план ќе ги почувствуваме бенефитите од владењето на СДСМ. Сега, додека траеше кампањата, имаше обвинувања од некои кандидати, може да посочам актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, дека Куманово добило заменици, министри, пратеници и слично, меѓутоа тие луѓе според него не лобираат доволно, па затоа и не ги добиваме сите проекти кои што треба да ги добиеме. Па е вака, да не ме свати Максим погрешно, меѓутоа мислам дека неговиот хабитус и неговиот карактер е таков што од сабајле до попладне сите му се кривија, попладне и самиот на себе е виновен. Тоа е карактер на човекот, тоа е неговиот стил на функционирање со напади, со атаци на се и се што, меѓутоа не можете и за љубов се потребни двајца, за секоја работа се потребни двајца, не може ако е добро само тој да е добар, ако е лошо секојаш некој друг да е лош и виновен, а не тој. Овие негови обвинувања би ги отфрлил како невистини, може би имало некаде пречки и не ревносно и транспарентно и брзо одлучување во делот на процесирање на определени проекти, меѓутоа како и да е, мора да ја знаат граѓаните и другата страна на вистината, дека општина Куманово буквално со ниту еден проект не конкурираше во делот на фондовите од Европската унија, во делот на оние средства добивени од ТАВ програмата, и мислам дека во самата кампања се изнаслушавме многу работи и дека на кумановци им е јасно кој е виновен, а кој не е виновен. Ке се навратиме нешто подоцна и на Куманово, уште малку за актуелните теми. Нешто што е доста актуелно периодов е и кризната состојба во енергетиката, веќе ја споменавте. Дозволиво ли е да се случува вакво нешто? Најавите се дека за сега нема да има рестрикции, меѓутоа еве, граѓаните сепак стравуваат дека може да се случи да останеме без електрична енергија. Јас со задоволство можам да кажам дека владата ревносно работи на оваа можна проблематика што ќе не очекува во наредниот временски период, односно чинам дека на предпоследната седница на владата се одобрени близу 70 милиони евра директен инпут на средства во енергетиката, се со цел да избегнеме можни хавари, можни рестрикции, можни непосакувани состојби, особено во зимскиот временски период, каде што голем дел од домаќинствата, голем дел од индустријата се директни потрошувачи на електричната енергија. Се надевам дека менаџментот и во ЕЛЕМ и во Регбитола ќе најдат модуси, модалитети ова несакана ситуација да се избегне, односно воопшто да не се случи. Да. Најавивте дека минималната плата од наредната година ќе изнесува 18.000 денари. Реално ли е вакво нешто? Имаше некои реакции од коморите, конкретно и Занечиската комора со седиште во Куманово реагираше дека дел од компаниите нема да можат да издржат вакви средства. Тие нагласуваат и дека ќе бараат субвенции од државата, дел од средствата да им се насочат. Знаете како? Треба сегаш да верувате во големи работи за да бидете големи луѓе. Никој не веруваше дека бетонираната минимална плата од 9.000 денари, која што беше крајно понижувачка, крајно
непримамлива за работниците да останат да работат на тие работни места каде што работат. Ние покачивме на 14.500 па на 15.200 и сега интенцијата да се покачи на 18.000 денари. И тоа е окей да се разговара со сите комори, со сите синдикати, се со цел да видиме која е заедничката точка на тежиште и да биде најдоброто како за работниците, така и за работодавачите. Ние како социјалдемократи, како партија која што е лево од центарот, сегаш во фокусот ќе ни биде работникот и правата, обврските и платата на работникот. Од ова место потврдувам дека председателот на владата Зоран Заев и во кампањата во Куманово која беше на средбата со бизнес секторот, разговаравме, имавме плодна дискусија со дел од бизнисмените во Куманово, дека во определени гранки како што е текстилната или челарската, државата ќе интервенира со сопствени средства се со цел да дојдеме до таа бројка од 18.000 денари. И тоа не е достоинствена бројка. Меѓутоа е дупло повеќе од она што го затекновме како влада кога ја земавме власта во наша држава. Едноставно интенцијата и спиралата на покачување на плати мора да биде во фокусот на сите нас. Небитно дали е сега СДСМ, дали е ВМРО или некоја трета опција да ја практицира централната власт, секогаш во фокусот ние ќе бидеме гласни и јасни дека работникот пред се и над се. Да. Знам да се пописот, статистичка операција спроведена по низа години, според вас успешна ли беше? Па еве вака, како средат прашањата што ми ги поставувате, може да ја начнеме темата на сите успеси на оваа влада. Значи имавме мала плата, минимална, сега имаме тенденција да биде дупла плата, имавме нерешени прашања, ги решивме сите прашања, пописот беше една од главните проблеми како обична статистичка операција, меѓутоа сегаш беше политизирана и користена заради некакви политички манипулации во нивните партиски штабови, мислам на ВМРО ДПМН, со цел да се замае јавноста дека еве некоја етничка група или некој етникум ќе биде повеќе од тоа што е и така натаму и така натаму. Оваа власт, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев успеа после 20 години да направат квалитетна статистичка операција што се вика попис. Мислам дека процентот на попишани наши сограѓани е висок, скоро и до максималната ставка на можност на попишување. И мислам дека со ова покажавме дека навистина сме веќе сериозна, озбилна држава во рамки на Балканскиот полуостров, која што ги врши ревносно и навремено сите своји обврски што ги има. Впрочем и самата статистичка операција е потребна за да било кој инвеститор од странство сака да инвестира во Република Северна Македонија, знае колку луѓе живеат, каков кадар има, како работна сила му е едноставно на понуда и така натаму и така натаму. Ценам, мислам дека и тврдам дека пописот беше неопходен и дека пописот е успешно завршен. Да се навратиме на локалните избори. Максим Димитриевски остана градоначалник на Куманово, овој пат како независен кандидат, но со официјална поддршка од Алтернатива и од ВМРО ДПМН во Куманово. Постои ли можност Димитриевски да се врати во СДСМ и дали и тој присуствуваше на состанокот на Централниот извршниот одбор? Еве вака, јас на Максим Димитриевски уште не сум му честитал, нема ли да му честитам, бидејќи мислам, ценам како довчерашен сопартиец дека на еден нефер начин успеа да ја добие битката против своите, против матичната партија и против луѓето кои што му дале безброј шанси како советник, како председател на совет, како пратеник, како градоначалник во еден мандат, не успеа да додржи во самата внатрепартиска трка за кандидат за градоначалник. Искочи со собирање на подписи, потоа направи непринципиелни коалиции кои што мислам и ценам дека ќе му донесат само лошо како на него, така и на општина Куманово. И дали Максим Димитриевски ќе се врати во СДСМ, додека сум јас председател на општинската организација, јас секогаш таков ми е и наравот и карактерот, секогаш да ги обединувам луѓето, да не излегуваат од партијата. Меѓутоа, тоа ќе го оставиме на партиските тела и органи на СДСМ, да процениме, да видиме. Слушаме се и се што, меѓутоа на ваков локален медиум мислам дека не е вредно да се презентираат сите тие шпекулации кои што кружат во Кумановската чарши во јавноста, да оставиме на времето, а времето е најдобар показател дали тоа ќе биде вистина или нема да биде вистина. Меѓутоа, како и да е, Максим Димитриевски повеќе не е член на СДСМ, тоа мора јасно да го кажеме пред кумановската јавност, тој може да се чувствува како
социјалдемократ победување, тоа е одлична работа, меѓутоа не е член на СДСМ и сите оние кои што беа на листата, бидејќи статутот е дециден. Во моментот кога ќе бидете кандидат на друга листа која што не е усвоена и одобрена од телата и органите на партијата, ви престанува членството во СДСМ. Зошто присуствував на состанокот во Скопје? На кој состанок? Не присуствуваше Димитриевски на состанокот во Скопје? Сега за овој централен одбор? За централен. Не присуствуваше. Тоа е шпекулација, не висте. Периодов доста се споменува името на поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски. Можеме ли да го видиме него повторно на политичката сцена во Куманово, меѓутоа и во централно ниво? За тоа треба да разговарате со него. Мислам, мене би ќе биде драго, бидејќи Зоран Дамјановски е човек кој што остави сериозна трага во најтешките времења за партијата. Тој беше на чело на СДСМ како градоначалник во 3 мандата. Беа сум во постојана комуникација со него. Дискутираме, анализираме многу теми и би ми било мило да се врати сега. Конкретно за тоа прашање ќе треба да поразговарате со него. Секако ќе го поканиме во емисијата. Вие бевте еден од претендентите за кандидати за градоначалници, но СДСМ одлучи поддршката овој пат да ја добие Оливер Илиевски. Советничката листа во Куманово освои најмногу гласови, меѓутоа градоначалничкото место го изгубивте. Зошто СДСМ падна по толку години во Куманово? Па зошто? Тоа треба да го кажат анализите и сите оние дискусии во самата партија, да видиме каде сме погрешиле, што сме погрешиле. Меѓутоа факт е дека имавме исклучително тешка кампања, исклучително тежок изборен процес, каде што буквално имаше луѓе кои што седеа во партиските простори, поводеа кај Максим Димитриевски ги на некој начин сервираа сите оние информации во делот на осмислување на самата кампања, што треба да направиме, како треба да направиме. И тоа е така, секогаш неприродно и непријатно е да верувате и да вперите в прст да ти не си лојален на партијата или си на другата страна. Едноставно оставивме и се најдовме во таква ситуација, оној што вистински го чувствува СДСМ во срцето, во разбирањето како социјалдемократ, дека треба да застане максимално пози тој кандидат кој што го партијата номинирала. Во овој случај беше Оливер Илиевски. Оливер Илиевски не успеа да стане градоначалник на општина Куманово и едноставно пак ќе кажам дека анализите треба да кажат каде лежи причината и разлогот зашто не успеавме да добиеме градоначалник. Советничката листа победи на овие локални избори, имаме 10 советника, имаме можност најверојатно ќе бидеме и опозиција во Советот на општина Куманово, да бидеме сериозно конкретна опозиција, каде што буквално во секој чекор ќе ги следи сите работи кои што и одлуки ќе ги донесува Максим Димитриевски, администрацијата, и еве да видиме кој ќе му биде новиот коалиционен партнер. Да. На една од средбите со граѓаните излеговте со информација дека Димитриевски веќе договорил бројни места во училишта, неколку јавни предпријатија на ВМРО-ДПМН. Очекувате ли тоа да се реализира? Значи, пред малку кажав, тоа се сите оние шпекулации, муабети, вистини, полувистини, лаги, не знам како да ги дефинираме пред нашите кумановци, меѓутоа времето е најдобар показател. Како и да ја мислам дека идната недела, ако не се лажеме, закажана конститутивната седница на Советот на општина Куманово, ќе видиме како ќе се однесуваат советниците од ВМРО-ДПМН. Заради појаснување на кумановците, 10 советника има СДСМ и коалицијата, 8 има Движењето за наше Куманово, 7 има ВМРО-ДПМН, 4 имаше ДУИ, 1 има БЕСА, 1 Левица, така мислам дека беше. И ќе видиме како ќе биде самиот однос, самата перцепција. Слушавме дека определени мои драги пријатели кои што се во ВМРО-ДПМН, особено пратеникот и колега Бране Петрушевски, дека се повикува на некакви принципи, меѓутоа мислам дека функциите им се многу по-мили и по-драги. И сега во име на тие принципи, во име на некакви победи, ќе правиме коалиција со Максим Димитриевски. Меѓутоа да не прејудицирам, да не влезам во сферата на шпекулации, невистини, полувистини, да оставиме овие 10 дена, многу работи ќе бидат појасни. Да. Изминатиот период на социјалните мрежи имавте бројни проекти, идеи посветени на Куманово, ги пласиравте или на социјалните мрежи. Очекувате ли дел од нив да влезат во програмата на Димитриевски? Немам јас комуникација со Максим Димитриевски, можеби ако му се допадне некоја идеја, може да поразговараме, меѓутоа
знаејќи о карактерот на Максим, мислам дека уствари ми украде една идеја во самата кампања за изградба на Шус мол, јас што ја презентирав пред 3-4 месеци, за изградба на еден центар мол во Куманово, каде што сите производители на чевли во нашата општина ќе имаат можност да имаат убави брендирани дуќани и да бидеме регионален центар каде што луѓето од целата држава, од соседните држави ќе доаѓаат да купуваат квалитетни чевли. И мислам дека во кампањата ајде, сме имале заедничка, не ја позаимил од мене, да не бидам погрешно сватен. Меѓутоа, јас амбициозно влегов во самата битка и мислам, тврдев дека можам многу повеќе да дадам од Максим Димитриевски за Куманово и за општина Куманово, меѓутоа тоа е што е. Јас сум млад човек кој што сакам уште многу повеќе да се посветам во делот на партијата и во делот на она што значи подобар и поквалитетен живот за Куманово и кумановци. Да. Дел од вработените во јавната администрација овде во Куманово јавно застанаа за Тилиевски. Очекувате ли промени на раководните функции? Па видите како јас имам информација дека директорката во училиштето Крстен Мисирков е веќе сменета, била ВД и е поставен еден од луѓето на Максим Димитриевски кој што беше на неговата советничка листа. Јас од ова место можам да ветам пред кумановската јавност и особено пред сите мои другари и другарки социјалдемократи, доколку новата локална власт крене рака или се однесува непринципелно, непрофесионално и недобро спрема било кој еден член на партијата кој што останал лојален на социјалдемократскиот сојуз овие локални избори, дека Максим Димитриевски и новата власт ќе се соочат со сериозни проблеми. Ова не го сваќате како закана, меѓутоа ќе бидат известени и ОПСИ, и ОДХР, и другите амбасади, ќе направиме и протести, и буквално физичко присуство пред вратите на општината, се со цел да ги заштитиме луѓето кои ете останале доследни и лојални на партијата. Изборите се еден надпревар, победува тој што во моментот е подобар и тука завршува. Треба да се однесуваме честно спрема себе, треба да се впрочем, Куманово е 100.000 луѓе. Сите се знаеме непосредно. Може ли да ја оставиме политиката повтори... овие 4 години, еве да функционираме како што треба. Му посагува, можеби Максо ќе биде подобар во овој мандат. Па можеби третиот мандат јас ќе го гласам. Меѓутоа јас бев цело време да не биде Максим Димитриевски кандидат, бидејќи ценев дека не даде максимум за Куманово. Мнозинството од граѓаните ценеа поинаку и еве има можност да се коригира. Може ли да ни се повтори состојбата како ВМРО ДПМН кога беше централна власт, па Куманово не добиваше проекти? Каква ќе биде соработката сега? Апсолутно не, апсолутно не. Нити СДСМ е нешто наликом близо на ВМРО ДПМН, уште помалку Зоран Заев е како Никола Груевски. Тоа кога нема соработка помеѓу градоначалникот, општината и ресорните министерства. Па јас биве Елена демантирал дека општина Кавадарци, Митко Јанчев што беше независен па ВМРО ДПМН сега победи со 72%, беше општина која што искористи најмногу централната власт предводена од СДСМ врз основа на проекти, врз основа на законските облигации што има обврска централната власт да ги враќа средствата на општините, така натаму и така натаму. Мислам дека за тоа не треба да стане збор. Впрочем и тоа ќе се покаже во наредниот период, па граѓаните на Куманово сами ќе оценат. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Благодарам, стојам на располагање за секоја актуелна тема кога мислите дека треба да поразговараме и работите да станат појасни. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.